Добредојавте во нова епизода од Топки нова декада, која што ќе биде посветена на интересните моменти во европскиот фудбал, посебно на она што прави веќе некоја разврска. Во текот на денешната епизода имаме телефонско поврзување со Франција, директно, ако го имаме најдобриот секогаш во некоја епизода на Топки, после Горан Пандев, единствен наш најдобар во друг спорт, кој што некако, ќе кажеме, во македонски услови е спорт број 1, сепак, е ракометот, а веднаш Асоциацијата за ракомет, успех и квалитет е Кире Лазаров. Токму по излекувањето на групите, ќе биде убаво да слушнеме еден мало размислување точно на оваа тема, станува збор за топки, токму од него. А во крајот на емисијата ќе се задржиме и на тоа што ќе биде акцент овој викенд. Имаме 3 надпревари кои што го привлекуваат нашето внимание, но еден го прогласуваме за викенд надпревар. Кој? Останете со нас во продолжение и ќе видите. Најбогатите фудбалски клубови, најскапите фудбалери, најголемите светски звезди. Во Европа може само по светските стандарди. Сега и повеќе внимавам на крајот. Madre mía, Messi, que jugado! Me vale en la playa, con tu sol y con tu boca enamorada. Enamorado de otro, de todo el que llegaba. Madre mía, qué gol! El gol de Messi, el gol del... Женскиот тим на европскиот шампион фудбалскиот клуб Барселона. Најдобрите заслужуваат само најдобро. Добро вечер, продолжуваме понатаму. Англија, стандардно. Во сабота имаме 4 надпревари: Лидс Тотнам, Шефилд Кристал Палас, Сити Челси, надпревар кој што ќе биде еден од оние 3 кои сметам дека се викенд надпревари и е увертира во финалето за Истанбул. Не верувам дека ќе има многу откриени карти, но сепак ќе биде интересно, ултра интересно да се следи овој надпревар и Ливерпул Саутемптон. Во недела Волфс Брайтон, Астон Вила Юнайтед, Вест Хем Евертон и Арсенал Вест Бром Албион. И во понеделник Фулам Барнли. Табелата ја гледате. Интересна ќе биде завршницата секако, посебно со оние места кои водат во Европа. Исклучително неизвестно. И плюс неизвестно, бидејќи Премиер лигата може да добие уште еден представник плюс покрај овие кои што ги има задолжителни 4, поради правилата кои што се стандардни во УЕФА и за шампионот во Лига Европа и за овие обезбедени веќе учества во финалето во Истанбул. Шпанија ќе покаже токму овој викенд финале, или ќе кажам чекор кон финалето, кон завршницата. Кој од 4 клуба ќе останат до самиот крај во игра? Имено, сабота, прво, Алавес Леванте, Кадис Уеска, Атлетик Билбао Сасуна. И првиот надпревар кој што ќе направи исчекор кон завршницата е Барселона Атлетико Мадрид. Во недела, Хетафе Ибар, Валенсија Валјадолид, Вилјареал Селта и Реал Мадрид Севиља. Ако во сабота
има случајно, нерешен исход. Тоа отвара врати за Севиља од втор план да дојде во шансата за освојување на овогодинешната Ла Лига. Во понеделник Бетис Гранада. Значи ќе биде атрактивно во Шпанија да се следат двата дена, посебно првиот кој што ќе даде еден чекор и еден баланс во однос на тоа како ќе играат Реал Мадрид и Севиља. Интересно ќе биде и во борбата за излез во Европа. Од втор план веќе се отвара шанса и за Гранада, и за Атлетик Билбао, и за Селта, ако Вилјареал го освои шампионатот во Лига Европа. Она што е доле веќе помалку ќе кажам известно, УЕСКА и Елче се на чекор, иако има шанса во она игра со Алавес и Ваљадолид некој со некого да ги замени местата. Но како и да е, она што се случува горе во Ла Лига е поинтересно и поатрактивно викендов. Се сеќавам на Джозе Моринјо од првиот надпревар кој што го имам следено во живо. Тоа беше финалето во Гелзенкирхен. Бев на стадионот кога игра финале против Монако, а тој беше со Порто. Година претходно ја освои купот на УЕФА Лига Европа сега со Порто и потоа малтене со истиот тим стигна до финалето и ја освои шампионската титула. Она што можам да резимирам, например, од тогаш до ден денешен, е дека Моринјо е магнет за медиумите и секако дека во неколку посто ја подкрива лигата каде што ќе биде активен. Овој пат се враќа повторно во Италија и без оглед што можеби на мало изненадување дојде во Рома, сепак бидете сигурни дека ќе го крене интересот за неколку посто на сите надпревари, не само на Рома, туку општо и на калчо. Секако дека ќе биде компетитивен и дека Рома ќе има шанси за нешто поголемо исчекорување кон некоја позиција и некоја, ќе кажам, титула плюс следната сезона. Важно е дека медиумите ќе бидат залепени за него, а тој е толку добар психолог што знае точно како уште од самиот старт да ги привлече со некоја опаска или нешто ново што ќе го видиме од него. Во секој случај, резимето е дека е на некој добар избор во однос на она што се нуди на светскиот пазар. Сепак останува меѓу 4 најдобри лиги во светот. Интер веќе се радуваат подолго време на новата шампионска титула. Ќе видиме каков ќе биде презентот понатаму нивни во однос на Лигата на шампионите. Враќањето на Моринјо повторно во Италија е интересно, атрактивно. Знаете, Интер од тогаш, од неговото освојување на Лигата на шампионите, суша е малку во однос на тој трофеј, ама интересно станува. Она што сабота и недела ќе биде атрактивно, може би го носи и надпреварот на викендот. Од трите можни кои што ги споменуваме, секако дека го одбираме овој од калчо. Но во сабота, прво, Специја Наполи, Удинезе Болоња, Интер Сампа и Фиорентина Лацио. Во недела, Джено Сасуоло, и се надевам дека тоа ќе биде веќе исчекор во задршката во првата лига. Беневенто Каљари, Парма Аталанта, Верона Торино, Рома Кротоне и на крајот најатрактивниот надпревар викендов, сигурно сите ќе се сложите со мене, од оние претходни два кои што ги споменав и од Премиер лигата и од Примера, од Лига, овој би требало да го задржи најатрактивното внимание. Јувентус Милан. Но за него нешто подоцна со на стандардна обработка, малце ручек до ручек во однос на овој надпревар. Што се однесува до табелата?
интересно станува и со овој надпревар за горниот дел и за излезот во Европа, кој каде ќе учествува. Аталанта, Јуве и Милан сега се позиционирани многу добро, но во врат им дишат и Наполи и Лацио. Рома мислам дека е бетонирана во однос на Лига Европа, но секако дека Сасуоло е тој што нема опуштање. Посебно сега со доаѓањето на Мориньо, сигурно дека излезот во Европа е неминовен. Значи, нешто подоцна се враќаме повторно со Италија и надпреварот на викендот. Во Германија ќе биде интересно исто така за излез нормално. Јас секогаш велам, првите 6 кола и последните 6 кола се најатрактивни, посебно и за оние што сакаат обложување. Тука се парите, така имаат обичај да кажат оние обложувачите во првите 6 кола и во последните 6 кола. Ќе биде интересно за како ќе се движат бодовното салда за излез во Европа, бидејќи е густо. Сабота, Борусија Дортмунд Лајпциг, Хофенхайм Шалке, Бремен Леверкузен, Волсбург Унион Берлин и Баерн Минхен Борусија Менхенгладбах. Недела, Келн Фрајбург, Айнтрахт Мајнц и Херта Арминија. Лајпциг е сигурен, тука нема што многу да се очекува, но интересното и борбата е меѓу Волсбург и Айнтрахт, додека Борусија Дортмунд и Леверкузен бараат излез од втората шанса. Она што се случува во долниот дел на табелата, мислам дека спасот е повеќе наклонет токму така некако како што се одвива и сега позиционирањето. Херта има еден надпревар помалку и се надам дека ќе успее да го задржи ова салдо за спас од испаѓање. Го игра надпреварот на 12 мај и Волсбург ја бара својата шанса. Значи Германија е интересна во однос на трето, четврто, пето и шесто место. Со оглед дека секој пат се трудиме да ги имаме најдобрите во секоја нова епизодија од Топкинова декада, по Горан Пандев го имаме на линија Кирил Лазаров, кој што во моментот мисламе дека е и најкомпетентен за да биде дел од денешната епизода. Прво е, ако го земеме како спорт број 1 ракометот, сепак во Македонија спорт број 1 ракометот, не фудбалот, Кирил Лазаров е синоним за најдоброто од Македонија. Сега е веќе и докажан ракометар и докажан тренер на репрезентацијата, кој што остава еден позитивен момент на сите нас и како навивачи и како гледачи дека Македонија е на одличен пат за најдобро да ја помине прво оваа транзиција и да остави трага во она што следува. Затоа ќе го имам телефонски сега. Кире на линија со коментар за она што е атрактивно неделава. Здраво, Филе, да те поздравам, да ги поздравам твоите гледачи. Па моето чувство, искрено ти кажам, е прекрасно. Влегов во една, така кажам, нова авантура за мене. Може би малце порано од очекуваното. Иако веќе подолги години се спремам за тренерската работа, иако сум се уште активен играч. Види, јас го сакам спортот, го сакам ракометот, живеам за нив. Така да среќен сум, задоволен сум, па поготово тоа што е веќе од 4 надпревари издвојувавме 3 големи победи и тоа победи со стил. Фала му на Бога. Мислам дека на добар пат сум и на добар пат сме. Многу сум задоволен од она за толку краток период како се одвиваат работите, меѓутоа знаете како викаат почетна среќа. Јас поинаку гледам, знам што сакам, знам што тренираме, што работиме со мојот стручен став. Многу работи исправивме, многу работи поставивме и доправа ќе исправаме и ќе поставуваме. Од мојата и нашите анализи видовме дека има многу напредок. Играме така како што сакам јас, сега за сега и се надевам дека сега ќе имаме и доволно време
да работиме уште по-добро, по-квалитетно и да можеме да го дигаме уште повеќе квалитетот на националната селекција. Треба да се истакне дека сме во еден период каде што има промена на генерации. Се соочувам во наводници кажано со таков проблем. Од една страна проблем, од друга страна задоволство. Сакам да бидам јас тој што таа нова генерација ќе ја издагнам, ќе ја поставам, ќе направам една база. И во некоја блиска иднина каде што ќе можеме не само да се носиме, да бидеме компетитивни и да правиме квалитетни резултати со нашата македонска ракометна национална селекција. Да, јас тука ќе кажам, јас ќе бидам малце попрецизен, иако ти кажа почетничка среќа некој велат, јас не се сложам со тоа дека почетничка среќа, знаејќи тебе како еден од тоа неколку пати кој имам кажано, најтрудолюбивите, најдисциплинираните во однос на ракометот, посебно што беше дел од најголемите успеси кои што ги постигна едни од најквалитетните тренери, беше типот она играчка и раководење на Лино Червар, на Чави Пасквал, кои што се луѓе кои што има многу да се учи, а ти си човек кој што е екстремно интелигентен, не е ова ласкање, туку е буквално факт. И сето тоа сега го спроведуваш на еден начин кој што неколку пати го имам кажано, твојот пат и твојот циклус е ова следен чекор, го очекувам успехот и на крајот завршницата после 20 на години мислам дека ќе застанеш и да ја водиш целокупното менаџирање на ракомет на Македонија. Но, сега, од токму тој аспект и од тој референтен систем, ќе ти го поставам следното прашање. Каква е твојата проекција во однос на групата во која се најде Македонија? Единствено што можам да кажам како резиме на се во ова, многу сум среќен и задоволен, а тоа кажува дека имаме врвен ракомет во поранешната онаа држава, ако ја земеме предвид СФРЈ, сите бивши републики се наоѓаат на Европското првенство, а тука и несилниот ракомет. Кратко, за твојата проекција, колку можеме и до каде можеме да достигнеме? Па види, проекција, се уште е рано да се зборува, се уште сме месец мај 2021 година. Европското првенство ќе се одржува 2022 година во јануари. Противниците се тие што се Данска, Словенија, Црна Гора, ако треба да ги кажам редоследно по некој си квалитет. Да ти кажам, не се плашам воопшто, иако добивме една екстремно квалитетна и силна група. Мене ме радува и ми дава сила и храброст тоа што момците го презентира и го покажаа во овие 4 надпревари. Така и јас како селектор и моите помошници се поставивме да не респектираме ништо, едноставно да се гледаме само ние. Значи, нашата репрезентација, да пробаме да го подигнеме нашето ниво на едно ниво повисоко, да пробаме да ги исправаме грешките од минатото, затоа што ние можеме да ги анализираме и Данска, и Словенија, и Црна Гора, меѓутоа не добиваме ништо од тоа. Значи, ние, ако сакаме во иднина да бидеме на големи надпреварувања, да бидеме компетитивни, да победуваме големи репрезентации, сега се Данска и Словенија и Црна Гора врвот. Утре може ќе се сменат тие работи, ќе бидат други селекции, меѓутоа и да други селекции да дојдат со други имиња, тие ако дошле таму и ако освојувале, значи тие имаат екстремно висок квалитет. Така да ние не треба да се оптоваруваме со противниците, ние треба да си ја гледаме нашата работа, да работиме максимално квалитетно. Треба да истакнам дека работа во клуб и работа во репрезентација, селекција не е исто. Ние и јас како селектор имаме многу помалце денови да го поправиме она што го имаме затекнато. Меѓутоа, не само јас како селекторот на Данска исто и селекторот на Словенија. Така да е важно во тие 7-10 месец дена за време на Европското првенство да бидеш ефективен, да знаеш што сакаш, да не губиш глава. Јас се надевам дека го имам тоа искуство и од европски, и од светски правенства, и од клубски ракомет и би знаел да ги поделам и да ги ставам
репрезентативниот ракомет на едно место и клубскиот на друго место. Како што и ти самиот кажа во почетокот на прашањето дека имам поминато многу, можам да ти кажам дека тоа ми е стварно огромна предност да учиш и да бидеш дел од каде што си бил и самиот на терен, да ти бидат тренери од типот на Лино Червар, на Талан Душебаев, на Пасквал од Барселона, кој што више 12 години не е променет во Барселона, значи има некој квалитет. Тука сакам да го спомнам и Раул Гонзалес и многу други тренери со кои сум работел. Јас сум као Сунѓа, впивам работи, доста работи имам и запишано и сега ќе гледам да ги внесам во терен со нашата ракометна репрезентација. Едно е да знаеш, ја не викам, има многу што знаат, и спорт, и ракомет, и фудбал, и така натаму, меѓутоа, мислам дека мојата предност е тоа што не само што знам, што и знам како да го пренесам. Значи не е само да знаеш, јас мислам дека треба и да знаеш да го пренесеш, играчите да те сваќат, да бидеш многу едноставен, да им кажуваш конкретни, јасни, битни работи, за да можат они тоа да го презентираат на терен. Сега за сега одиме добро, јас сум задоволен, се надевам дека ќе не послужи и среќа во текот на годината, дека сите наши потенцијални репрезентативци ќе имаат и добра минутажа и дека македонските клубови каде што они играат поготово ќе работат квалитетно, затоа што се соочивме со проблеми каде што одредени играчи не беа на физичко добро припремени во текот на овие два собери. Тоа е едно огромно искуство на што ќе работиме во наредните 6-7 месеци, дали индивидуално или во соработка со клубовите, затоа што видете, ние можеме да поставиме све да направиме, ако 1, 2 или 5 играчи кои доаѓаат од клубови каде што не работиле доволно на својата физичка припременост, тешко е да очекуваме дека во едно европско правенство каде што се игра на секој 2 дена со екстра квалитетни производи, каде што ритамот на игра за да го пратиш треба да бидеш екстремно добро физички припремен. Мислам дека ние нема што да бараме. Меѓутоа ги увидовме слабостите и ќе работиме на тоа во наредните 7-8 месеци да ги отстраниме тие слабости, ќе се потрудиме да се организираме добро, да им кажеме на клубовите, на играчите поединечно, индивидуално, да им кажеме на нивните слабости и само за најдобрите и најдобро физички спремните, ментално спремните ќе има место во авионот или во автобусот за Унгарија. Одлично, и пред самиот крај една дигресија во сосем друга тема, бидејќи се сложувам и секој ќе се сложи со тебе, не е само да знаеш, како што рече, туку треба и тоа да се канализира во знаењето на терен. Дали ќе те видиме во Барселона некогаш пак, бидејќи човекот што инсистираше да дојдеш како играч, сега повторно пројавува желба, инсистира да бидеш до него како десна рака. Чави Пасквал веќе знаеме дека сака да те види. Има ли шанси тоа да се случи? Па добро, мене ми е Барселона уште од дете као еден од омилените клубови, дека има нешто официјално, тоа сега и тврдам дека нема, во некоја блиска иднина, да. Јас како млад тренер ќе се трудам да напредувам. Можеби еден ден као што дојде позив за играч, ќе дојде позив и за тренер. Знаете и сами дека Барселона е мојот омилен клуб, омилен фудбалски клуб, уште од дете, и јас таму ги поминав може и најдобрите ракометни години, и најдобрите животни години, така да треба да се верува и се надевам дека ќе се случи и тоа некогаш. Одлично. Кире, на сам крај, бидејќи не е Барселона во финале, но затоа е Пеп во финале. Предпоставувам во Истанбул ќе најуваш за Пеп. Па да, јас Пеп е еден од моите омилени тренери, иако не е ракометен фудбалски тренер, меѓутоа начинот на игра ми се допаѓа многу. Сега имавме од надпревар се враќавме, игравме во средата во Стрембле. Мислам дека вторникот беше надпреварот каде што Манчестер Сити влезе во финале. Така да го следевме надпреварот, ден пред надпревар, и ми беше многу драго што Манчестер Сити успеа
успеа да пројде во финале, да го добие Парис на самото место во Франција. Моите колеги навиваа за ПСЖ, голем дел од нив. Да. Јас малце потајно, ама искрено ти кажам и се израдував за него што влезе во финале и сум сигурен дека ќе освои Лигата на шампионите. Сигурен сум во тоа, иако не сум некој пратител огромен на фудбал, она додам во детали, меѓутоа ја следам Барселона, ги следам некои омилени клубови со начинот на игра и Пеп како тренер, да ја имам читано и неговата автобиографија, така да ми е драго што ќе игра финале и се надевам и мислам дека и ќе го освои. Кире, ти благодарам на одвоеното време, секако дека ќе се слушнеме сигурно уште минимум еднаш пред стартот на европските надпревари и секој е добро. Важно е да бидеш во добра форма и како играч, и како чист, дисциплиниран, активен на тренерското поле, бидејќи докажа, а и сите веруваме во тебе за понатаму. Ти благодарам, Филе, и тебе и се гледаме за убаво зарно. Вест која што дефинитивно мене ме израдува, а се надам дека и многумина од вас, веќе стартува премиер лигата во последните 2 кола со публика. Да, ќе биде тоа ограничен број на публика, ќе биде според протоколите, но ова веќе најавува дека следната сезона можеме да очекуваме веќе од старт публика и на останатите надпревари низ другите национални првенства. Сега за сега невозможно и тоа нема да биде реализирано за гостинските навивачи. Значи ќе биде овозможено само за домашните навивачи во одреден протоколарен ред да ги посетат последните 2 кола од премиер. А ако ова биде успешно, мислам дека од крајот на август ќе биде профункционирано и за останатите лиги. Тоа веќе навестува дека нема да имаме блокирање на првенства, дека нема да имаме прогласување на зелена маса. До душа и немаше многу првенства. Јас во Европа мислам дека сем малтежаните, друг никој не го прекина по втор пат првенството. Тие го прекина и го прогласија Хамрун за шампион по втор пат. И се уште фудбалот не може да се игра тука. Сем репрезентативните тренинзи. Но тоа го гледам како убава светла точка во иднина и ова информација која што ја дознавме оваа недела. Одлично, очекуваме старт на наредната сезона, барем приближно на она што бевме навикнати некогаш, да бидеме во живо на самите стадиони. И дојдовме до викенд топ надпреварот. Размислувавме кого да прогласиме и кого малку подетално да го обработиме. Од причини што тоа ќе биде дерби помеѓу два гиганта кои што привлекуваат внимание во борбата за излезот во Лигата на шампионите, во борбата за она што беше и претходно Суперлига. Јас лично не верувам на Чеферини и на она што го кажува дека приказната Суперлига е завршена и таа идеја е напуштена. Не. А против, таа е само тргната статус-кво, не е адакта, и допрва ќе се решава, можеби во годините пред нас, но за тоа да не зборуваме сега, за тоа зборувавме, ако сакате да го видите мојот став, го имате на нашите страници, но ќе има време кога се посветиме. Сега за сега одлучуваме дека надпреварот Јувентус и Милан прогласуваме за викенд топ надпревар и затоа во следната минута малку повеќе детали за ова. А веднаш потоа и одиме со она што ви го предлагам поради италијанското дерби, поради она што ќе се случи во Торино, нешто гастрономски од таа територија, како наш предлог за денес.
јас се наоѓам на стандардната позиција. Торино. Кога ќе дојдете во Торино, има многу убави работи што би можеле да ги пробате и како закуска и како благо. Велат Торино е еден од градовите во Италија каде што најмногу се јаде чоколадо. Замислете, покрај пица, паста, кој што ги имате буквално на секој чекор. Еден фантастичен италијански сладолед кој што за мене е број 1 во Европа, па дури и во светски рамки, ќе кажам. Сепак денеска ќе се одлучам, има интересни други јадења, не дека нема, ама јас ќе се одлучам за стандардното. А ако се спомене Италија, се знае. Тогаш или мислите на пица или мислите на паста. Кај пица ќе бидам искрен дека не знам да го погодам се уште оној италијански рецепт, или оној италијански рецепт на тесто кое што треба да биде така крцкаво и така меко во исто време, а да ви се топи во уста. Сум пробал неколку пати и не се осудувам тоа да ви го прикажам денеска, но затоа ја имам усовршено пастата од кој сакате аспект. Дали сакате канелони, дали сакате макарони, дали сакате шпагети, дали сакате фусили, се, буквално, ќе ви предложам еден избор мој на една модифицирана карбонара, која што, како за денеска или за утре, може да ви дојде убаво предјадење. Значи, стартуваме. Во чест на она што ќе огледаме како викенд топ надпревари, ќе бидеме вперени со очите директно во Торино, во најатрактивното, покрај оние два што ги споменав претходно надпревари, сепак Јувентус и Милан го означуваме со една звездичка плюс, и затоа ќе ви ја подготвам оваа фусили паста ала филе карбонара. Сега, накратко да ви кажам што имате во овој мој предлог варијанта на карбонара. Значи, фусили, стандардно, јас ги користам барилините најдобри ми се, печурки, убави, свежи мора да ви бидат, кромит може да бирате жолт, нормален или црвен кромит, лук задолжително и ситно сецкано сланинче. И ќе ги додадете сите овие мирудии со многу зачин кој што вам би се допаѓа. Јас користам малце вегета, но од она другата што нема натриум глутамат, и хоплата може да си ја подготвите сами. Јас се користам купечката, многу ми е добра, густина има одлична и на крај кога ќе се измесаш со ова што ви го предложив, добива убава текстура. Никогаш немој да додавате црн бибер претходно, тоа ќе го направите на крај, и сол. Од кога ќе го завршите јадењето, подоцна ќе издробите малку сол од озгора. Значи, тоа е тоа. Мојот предлог за денеска или за утре, фусили ала карбонара де филе. Out, but you weren't ready for it. Многу е важно макароните, фусилите, шпагетите да не ги преварите. Италијаните викаат ала денте, значи да ги осетите на заби кога ги јадете. Тоа е многу важно, можеби најважно. Тука и ќе го завршиме денешното издание на Топки нова декада со ова што го гледате зад мене.
Тоа е некако увертира во она што ќе го следиме во следните две епизоди. Ближат стадионите како оној во Гданјск и оној во Истанбул. Посебно Кемал Ататурк мене ми носи многу убави емоции од моето последно посетување на еден финален надпревар од Лигата на шампионите, оној спектакуларен историски надпревар помеѓу Милан и Ливерпул. Ке зборуваме и за стадионите повеќе, ке зборуваме и за финалињата кои што едноставно ќе ни се убаво подсетување и во убави емоции ги имаме низ една фотографско сеќавање во некои од следните епизоди. Значи, нема да имаме овој пат, ова сезона, ова пандемиска Лига Европа и Лига на шампиони како што беше пред многу години комплетно англиска, но затоа ќе имаме атрактивни моменти и атрактивен фудбал на самиот крај. Имено повторно англичаните го држат зборот и во Лигата на шампионите помеѓу клубовите како што се Сити, за прв пат конечно Пеп е на позиција за која што и беше донесен токму таму, и Челси во нова шанса, и Лига Европа како увертира, неколку дена загревање пред финалето на Кемал Ататурк помеѓу Вилјареал и Юнајтед. Бидете ми во добро здравје, се гледаме повторно наредниот викенд, а тогаш може да размислувате и нешто да исцрпите како можност, па да имате и приходоносен, убав викенд во завршница на колата воопшто во најдобрите лиги во Европа. Следната епизода ќе биде малку и повеќе ретро на она што ќе не очекува на крајот од мај.